Мартин, најавата ја имаме, дали сме подготвени? Што значи тоа? Во моментов колку јавното предпријатие има човечки ресурси и каква механизација има за работа на терен? Предпоставувам снегот нема да ни изненади овој пат. Кристина Иване, добро утро по втор пат. Првиот снег ги донесе и првите проблеми. Пред неколку денови посетители на Мавровското село Никифорово станаа заглавени поради снежните наноси, а за тоа каква е моменталната ситуација. Утрово екипата на Македонија наутро, како што и најавивте, се наоѓа во јавното предпријатие Македонија Пат, а наш соговорник е господинот Штерио Филиповски, раководител на диспечерската служба на ова јавно предпријатие. Господине Штерио, добре дојдовте во Македонија наутро. Со првиот снег се појавуваат и коментари на социјалните мрежи и шеги од граѓаните дека Македонија Пат секогаш е изненадена со снегот. Дали овој пат бевте изненадени или сепак бевте подготвени? Пресе добро утро до гледачите. Овие шеги доаѓаат од, како се викаат, социјални мрежи и луѓе што не се упатени доволно во проблематиката на работата на јавното предпријатие Македонија Пат. Имено ние сме уште од средината на октомври е усвоена оперативната програма за зимско одржување на патиштата за сезоната 24-25 година. Усвоена е програмата и по неја постапуваме уште од 1 ноември прв степен и од средина на месецот 15 ноември втор степен, што значи целосна подготвеност на сите пунктови низ Македонија, кои да напоминам дека се 37. Цела патна мрежа е покриена низ цела Македонија. Со каква механизација располага вашето јавно предпријатие и каква е човечката екипираност? Има доволно механизација, можам да споменам например дека секој пункт е со најмалку 2 камиона и 1 утоваривач. Има на планинските места кај што е ставен посебен акцент, има и повеќе камиони, механизација како унимази или на испомошни доаѓаат по потреба, механизација како грейдери и други машини, да се среди состојбата комплет, да се справиме со тие снежни наноси, значи испомош од трети лица, фирми што соработуваат со јавното предпријатие. Така. Во почетокот на најавата кажав дека пред неколку денови посетители на Мавровското село Никифорово останаа заглавени поради неисчистен снег на патиштата. Каква е моменталната состојба на патиштата низ Македонија? Моментално состојбата е одлична. Сите патни правци се проодни, нема застои, забрани и ограничувања. Да напомнам дека кога се чисти, прво има приоритети на чистење, магистрални, регионални, а после локални патишта. Од тој аспект, значи прво беше да се одржи артеријата крак Мавро-Вијанови Дебар, тоа пред се, потоа се пристапи кон чистење на околу езерото до викендичките. Тука да споминам еден апел, например, до граѓаните да не ги оставаат возилата на самиот пат, да ги внесат барем малку во своите дворови, ако можат, или некои пристапни патишта, за да можат машините комотно да работат, да не направат некоја штета, затоа што доволно е едно возило да стои на патот, додека огромна машина да направи еден поголем лак околу тоа возило, со цел да не го оштети, ќе остане едно 30-40 метра неочистено, например. Значи, апел до граѓаните да ги тргаат колите за благовремено да реагираме. Инаку што се однесува до Никифорово, таму снеговите беа 50-60 сантима, наместа и 80 имаше намети. Тежок јужен снег, што доведе до обрушување некои стебла, кои мораше претходно да се очистат, да се средат, да се тргнат на страна, за да може механизацијата да пристапи кон чистење на патиштата. На почетокот на нашиот разговор кажавте дека имате донесено и оперативна програма. Имаме ли доволно сол за фрлање на патиштата со оглед на тоа што сме на самиот почеток од зимата и можни се повторно врнежи од снег? Има доволно количини на сол и абразивни материјали, ризла, која се меша заедно со солта, се со цел да се направи триење помеѓу пневматиците и подлогата. Сега граѓаните секогаш очекуваат да биде на црно, не може, затоа се фрла и таа ризла. И да напоменам дека
имаме доволно количини, како што реков, сол и абразивни материјали за цела сезона, а по потреба се доставуваат повеќе. Например, другиве пунктови што се планинскиве, како Пресека, Маврово, Стража, имаат дотур фактички од Гостивар, од Дебар, од Кичево. Пунктовите се спремни буквално, со сите механизација, како што споменавте, и имаме доволно, работна рака има доволно, екипираност е комплетна, значи со втор степен се работи сега, така да не би требало да има понатаму проблеми. Оно што останува е да се надеваме дека нема да имаме проблеми во текот на целата зимска сезона. Господине Штериов, благодарам за одвоеното време и за гостувањето во Македонија наутро. Разговаравме со господин Штериов Филиповски, раководител на диспечерската служба на јавното претпријатие Македонија Пат, а наша тема беше актуелната ситуација со патиштата и со снежните наноси широм нашата држава. Кристина Ване?